Нема парламентарно мнозинство за отворање на уставот. Опозицијата се уште останува на ставот дека нема да поддржи уставни измени и дека се потребни предвремени парламентарни избори за да се насочат кон решавање на останатите проблеми во општеството. Овој парламент нема мандат да менува устав, затоа што ние пред граѓаните излеговме дека ќе градиме градинки, дека ќе асфалтираме патишта, дека ќе правиме булевари, дека ќе изведуваме канализации, ќе изведуваме водоводи, доколку ја добиеме централната власт. Ќе работиме на нови автопатишта, на нови брзи пруги, на подобра економија, на повисоки плати, да ги вратиме младите кои што се иселија, за поздраво здравство, за подобро образование. Тоа се работите кои што ние ги ветувавме во таа кампања. Никаде никој од нас не вети дека ќе менува устав. Наспроти ставот на опозицијата, после изгледа уставните измени ќе бидат најважното прашање на власта во наредната година и одбиваат избори. Прво председателот Стево Пендаровски во годишното обраќање порача дека е потребна јасна процедура за промена на уставот, а впишувањето на бугарите во преамбулата на ниту еден начин не го рушела македонскиот идентитет. Потоа премиерот Ковачевски порача дека уставните измени се државничко прашање за кое мора да има широк политички консенсус и на крај председателот на собранието Талат Џафери кажа дека ќе почне постапката веднаш штом го добие предлогот. Ако се анализираат изјавите, прашањето за отворањето на уставот ќе биде приоритет на власта сигурно барем во првите месеци од наредната година, сметаат експертите, но известно е дека во ваква формулација на собранието тие нема да се случат поради слабото парламентарно мнозинство. Дали тоа прашање успешно ќе биде затворено или нема да биде успешно затворено е веќе друга тема, но согласно најавите на носителите на овие три функции, за очекување дека во првите месеци по почетокот на новата 2023 година можеби ќе има обид за отпочнување на оваа постапка. Во однос на нејзината известност, сметам дека шансите се прилично мали. Причина за сето тоа е слабото парламентарно мнозинство, односно недоволното парламентарно мнозинство. Спасиновски додава дека опозицијата со право ги бара гаранциите, но ако се суди според карактерот на прашањето и слабата комуникација меѓу власта и опозицијата, овие барања имаат мала шанса да бидат земени во предвид од власта. Со право опозицијата, за да биде дел од овој процес, бара некои своји гаранции, но судејќи според карактерот на самото прашање, поврзано со европските интеграции од една страна, анализирајќи ги позициите на официјална Софија од друга страна, имајќи во предвид квалитетот на диалогот помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН од трета страна, можеме да заклучиме дека овие барања за гаранција од страна на опозицијата имаат многу мала шанса да бидат земени во предвид од страна на власта. Промената на уставот е предуслов за да се продолжи процесот на евроинтеграции, кои е се поизвестно дека нема да се случат поради слабото парламентарно мнозинство, додава Спасеновски, што ќе значи дека Брисел нема да ги отвори портите за Македонија.